Администрацијата со години го носи епитетот тромава и неефикасна. Последното испитување на јавното мислење на Фондацијата Институт Отворено општество и Евротинг покажува дека иако расте процентот на граѓани кои без проблем користат услуги на јавната администрација, општиот тренд на незадоволство продолжува. Такво е расположението и на граѓаните кои ние ги прашавме колку се задоволни од работата на јавната администрација. Некаде сум презадоволен, некаде стварно е од моје време што беше. Иначе во суштина, у катастар, например, сум задоволен. Сум имал работа, ми завршиле многу брзо, ефикасно. 8 септември, например, исто така горетие. Ама некои институции што си има, ја терат уште постарно. Па релативно сум задоволна, со оглед на тоа колку се кадровски екипирани. Релативно задоволна. Па зависи каде на кој шалтер ќе се обратите. И толку на шалтер кога ќе се застане? Па гужва од одбично од нас, ние меѓусебно што си правиме поголема гужва, тоа е. Покрај неефикасна, администрацијата има уште еден епитет – превработена. Во бројки, секој шести вработен работи во јавниот сектор. Во проценти, јавниот сектор изнесува 17,4 од вкупниот број на вработени, што е помалку споредено со некои од земите во регионот и во Европа. Проблем представува тоа што јавниот сектор постојано расте, освен во 2017 година, кога бројот на административци се намалил за околу 1000. Зголемувањето 3346 вработени во 2018 властите го оправдаа во зајакнување на капацитетите во секторите труд и социјала, образование и здравство, односно вработување на социјални работници, наставници и професори и медицински персонал. Реформата на јавната администрација почива на 3 столба – деполитизација, професионализација и реорганизација. Што треба да биде приоритет? Според професорот по административно право и јавна администрација Драган Гоцевски, пред да се зборува за реорганизација, треба да се направи системска анализа, колкав обем на работа има секоја институција и колку секој службеник постигнува. Но тоа мора да се реши системски. Секоја институција на ниво на своји раководители на оделенија и раководители на сектори треба да почне да распределува согласно со работното место, да распределува предмети за работа. И ако има некој што не може да се носи со предметите за работа, ако не знае да работи, треба да се прати прво на обука. Ако повторно се констатира дека не знае да работи, му престанува работниот однос. Но тоа не е чистење, туку е системска филтрација на лица кои што не може да се носат со работниот предизвик, со работното место. Затоа предуслов е да имаме квалитетни раководители на оделенија, раководители на сектори. А и за они да може да се работата потребно е внатре институциите да имат квалитетен процес на креирање на политики, стратешко планирање. Они да може да се испрограмираат работата. Вие не може да распоредите работа на вработени ако вие не знаете што ви работи институцијата. Професионализација, односно построги критериуми за избор на директорите и секретарите во институциите и министерствата, се предвидени во Законот за висока раководна служба, кој е во нацрт фаза. Законот велат од Центарот за управување со промени, кој е вклучен во подготовката, ќе овозможи граѓаните да имаат директен увид во изборот на овие кадри и да бараат одговорност од нив, за разлика од досега, кога именувањата беа вршени по политички клуч. Законот, проблемите кои ги идентификувавме, не може веднаш преку ноги да ги реши, но може да се обрати на одредени работи, како например проблемот дека апсолутно не може да постои оценување само за административните службеници внатре во институциите, додека раководните службеници не подлежат на никакво оценување. Значи никој како прво не ги знае, не знае како се избрани, не знае дали тие имаат квалификации и конечно со ваков еден закон може да се постават вистински критериуми за да ги добиеме оние раководни лица кои реално може да управуваат со големите обврски кои им ги наметнува самата позиција, но и кои ние како граѓани им ги даваме, бидејќи тие треба да бидат во служба на народот. Дополнително, сметаме дека со воспоставувањето на многуте институции надвор од основниот закон за организација на државната управа, воспоставени се некакви нерамномерни правила за назначување, па и за работење на овие високи службеници, раководни. Затоа законот би требало и тоа да го регулира, значи да го воедначи тој пристап за ние како граѓани да може да знаеме со кого утре тоа си имаме работа внатре во институциите, кои раководи со оние процеси за кои ние сме им дале мандат на раководните службеници. Во земјава 29 години се реформира администрацијата и тој процес никако да заврши, смета генералниот секретар на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани Трпе Дејановски. Сите реформи досега се носени на грбот на работниците, вели тој, кои се немотивирани, бидејќи не напредуваат.
Сепак Дејановски вели дека неефикасноста не е по вина на вработените со кои граѓаните имаат најнепосреден контакт, туку на целата организација, од министер до шалтерски работник. Во измените на законите за вработените во јавниот сектор и во јавната администрација, УПОС бара промена на система на оценување, воведување на подобар систем за наградување, воведување на нов систем на дисциплински постапки, да веќе моменталниот е преобемен и преобременува по цел самата постапка, можна за напредување во кариера, да се ослободат групите и категориите, да можеме од категорија во категорија да се напредуваат, воведување на она баш што го зборев пред малку, унапредувањето да биде правило, а да не е исклучок, да нема вработување додека не се овозможи унапредување во рамките на институцијата, било која институција, наградување обавезно. Имаме новина моментално во новиот закон за инспекцијски надзор, каде што е предвидено и осигурување за висок ризик, така да оние административни работници кои работат со високоризични работници, значи бидат осигурани од страна на работодавачот. Така да делот тие предлози, ова се само дел од предлозите, имаме уште повеќе, веќе се доставени, кажав, до министерството, па ќе видиме како ќе тече измената на овие два закон. Јадрото на преговарачкиот процес со Европската Унија е составено од околу 16.000 вработени со статус на административен службеник. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски изрази загриженост за капацитетот на администрацијата за спроведување на процесите на пристапување кон ЕУ. Според Гоцевски, тоа е повторно проблем на немањето информација, која институција, колка волумен на работа има. Најголем дел од нив ќе биде тестирани според тоа како редовната работа што веќе се ја вршат. И тука имаме одредена аномалија што повторно не е вина на оваа влада, таа е затекната состојба. Така е, што успеавме да се зброиме колку вработени има, и тоа апсолутно беше неопходно, но се уште немаме волумен на работа, се уште немаме показатели по институција точно колку работа има, за да можеме да збориме. Превработени сме, не сме вработени, добро работиме, лошо работиме, тука нема да се справиме со предизвик, тука ќе се справиме. За почеток мора да имаме јасен преглед по институција и ова е нешто што секоја институција сама ќе треба да може да се го одговори. Реформата на јавната администрација е дел од дитните реформски приоритети, на кои се обврза земјава за да покаже подготвеност за почеток на преговори со Унијата. Досега ЕУ во земјава вложила 20 милиони евра за реформа на јавната администрација.